Катастрофален земјотрес од 6,4 степени по Рихтер ја погоди Албанија, при што загинаа десетина луѓе, над 600 се повредени. Најголеми штети се направени во Драч и Туман. Паралелно денеска и жителите на Босна и Херцеговина ги вознемири земјотрес од дури 5,4 степени по Рихтер, кој предизвика помали штети во неколку места во Херцеговина, без да има повредени лица, што значи целиот регион се тресеше. Сега одиме во живо во Драч со нашиот репортер Иван Кузмановски и снимателот Јован Трајковски. Иван, каква е сега ситуацијата? Те слушнавме во вестите во 16, Драч се уште е завиен, се чини во црно. Трагичен ден за Албанија. Тино, се бројат жртвите, лоши се информациите по оние кои што ги соопштивме во 16 часот. Уште 4 жртви успеа да идентификуваат спасувачките екипи. Вкупно 19 се искачи бројот на жртви по катастрофалниот земјотрес кој што утринава ја погоди Албанија. Најпогодени се Драч, Тирана и градот Тумане, кои што се наоѓаат во еден триаголник. Најнеизвестна пак ноќта ќе биде токму зад мене вечерва, со оглед на тоа дека спасувачките екипи се обидуваат да лоцираат дел од лицата кои што се затрупани под овие рушевини. Ова е хотел кој што се наоѓа во туристичкиот дел на Драч и според информациите кои што успеав да ги добиам од службите овде на терен, спасувачките екипи успеале да слушнат гласови на луѓето кои што се затрупани под рушевините. Жителите на Драч се среќни што пред неколку часа овде од овие рушевини спасувачките екипи успеале да извадат едно 24 годишно девојче кое се уште било живо, па така надежите се уште поголеми дека во текот на ноќта ќе бидат извадени живи и оние кои што успеале да ги слушнат, а се наоѓаат под урнатините на овој хотел. Навистина е страшна ситуацијата овде во туристичкиот дел на Драч. На спротивната страна од овој хотел се наоѓа хотелот Лубана и не знам, веројатно гледачите може да видат и од инсертите кои што ги направивме претходно, меѓутоа и во овој момент дека и тој се очекува за известно време да се урне, барем такви се очекувањата на екипите кои што се на терен. Големи се оштетувањата на зградите, меѓутоа како што реков и во вестите во 16, навистина е интересно дека се оштетени голем број на новоградби и тоа предизвикува навистина револт кај жителите во Албанија. Уште поголем револт предизвикува и податокот што не било интервенирано врз зградите кои што биле прилично оштетени при земјотресот кој што се случи на 21 септември во овој ист регион. Например, во градот Тумане, според информацијата која што ја добив од моите колеги, се урнала токму една од зграда која што била многу оштетена на 21 септември во тој земјотрес, иако луѓето барале помош, не ја добиле од локалните власти, па денеска ги извадиле од под рушевините. За последните информации околу состојбата во Албанија разговаравме со службите од цивилната заштита во Тирана, ја имаме изјавата. So the situation is that there are all the tractor and different search and rescue teams are in operation. They are doing this, so they are operating for search and rescue because there are people under ruins, and we don't have exact information about or figures about injured or other damages. So everything is concentrated to search and rescue operations. The municipality, they have set up or established the reception centers for all the evacuated or all the families who need accommodation. So we have a reception center in Durrës and Kruja for all the families. Иван, луѓето се потресени, малкумина сакаат да зборуваат, сепак ти успеа да регистрираш, да снимиш неколку сведоштва на жителите на Драч. Така, Тино, сите се исплашени, никој не се враќа во стамбените објекти и оние кои што се воопшто неоштетени се плашат дека ќе има нови потреси, иако постојано се тресе тлото во Албанија. Голем дел од нив се сместени во прифатниот центар кој што е лоциран во стадионот во Драч, барем оние кои што се од Драч. Слична е состојбата и во Тирана и во останатите места кои што беа погодени од силниот земјотрес. Оние кои што биле во овој туристички дел на Драч веројатно знаат дека голем број на
македонци овде имаат своји ресторани, сладкарници, познати и оној хотел Гостивар кој што морам да напоменам за сите оние кои што биле во него дека е оштетен во овој земјотрес кој што утринава ја погоди Албанија и Драч. Разговарав и со македонци кои што работат овде во Драч, разговарав и со жители на градот да слушнеме што велат тие, каква била состојбата изминатата ноќ. Нухи, синоќа бевте ли овде во Драч? Да, во Драч бев. Како изгледаше, како беше чувството на таков силен земјотрес? Многу, беше многу. 8 бал, како ви кажете, 8 бал. Многу беше. Ова е катастрофа, како ти кажувам. Ми што бевме овде, ми знамо какво беше. Да гледаш во телевизор е друго, а да беше сам овде, многу е. Многу е. Има многу повредени, многу загинати. Има околу 50 луѓе е мртов. Мртов е. А овако зградите, да ти кажем, 30% е, не може да те раструен све. Предходно имаше јак земјотрес во септември. Бевте ли тогаш тука? Да, беше и овде. Овој беше посилен? Да. Не, овој беше посилен. Овој беше 2 пат. Еден 6-5 комада, овој беше 7-5. Многу беше. Овој е поголемо. Штетите се големи. Да, многу е. Штета е катастрофа. Кај ќе спиете вечерва? Има ли кај да одите? Во кола сега. Има и куќа овде, ама не. Страв ви е да влезете в нас? Не, како страв ми не може сега, како да влезете сега. Сега видиш каква е катастрофа, е многу сега, не може. Што да правим? Навистина трагичен ден, тежок ден за Драч. Каква беше ситуацијата синоќа? Бевте вие тука живеете. Како беше дома? Околу 2 сата и 40 минута е био првиот трмет, што е био многу јак, ама најјачи е био околу 3 и 40 минута. Па е многу сви су испали, ние нико успрат, сви су упеле, па чекамо, ние смо још седимо путом. Ќе спиете вечер дома или? Не, ние смо страхме, имамо страх да идеме код доме. Колку луѓе живеете во оваа зграда? Око 15 година. 15 година. 15 години тука живеете? 15 година око живееме овде. Имало ли до сега ваков голем земјотрес? Не, био и око прije 2 месеца био још еден. 5, око 6 бал био е. 5 и 8. Кај ќе спиете вечерва? Вечерас ноќас хочу да спавам од мој роđак таму. Не смием да спавам, имам само еден спрат е куќа таму, па таму ćemo да спаваме. Потресни сведоштво Иван во вестите во 16 најави дека македонските спасувачки екипи се на пат. До каде се? Така, Тино, целиот регион понуди помош по катастрофалниот земјотрес кој што ја погоди Албанија. Од информациите кои што ги добив од италијанските служби, 200 лица се пристигнати веќе во Албанија, дел пожарникари, дел лица од цивилната заштита и експерти кои што ќе работат на санирање на штетите, меѓутоа и доктори, како што најавивме во вестите во 16 часот, и градот Скопје испрати помош и предмалку тие пристигнаат токму овде на оваа локација. Со мене е командантот на противпожарната бригада од Скопје, Владимир Симоновски. Симоновски, видовте што се случило во Албанија, како ви изгледа слика? Па, прво пред се не е ова за добро вечер, значи ова е трагичен ден за Република Албанија. Градот Скопје испрати екипа од 4 пожарникари со плюс дополнителни 2 од тимот што не се за термокамери, за топлински. Ќе бидат искористени овде во потрагата на оние кои што се подрушевините? Па да, сега во моментот правиме координација со колегите од Албанија да видиме кој е организатор и ствари кој е координатор во цела оваа процедура за спасување, да ги употребиме термокамерите и дронот со термокамера, да видиме дали има подрушевиниве некое тело или се уште има живот долека или некој жителеве или подурнатиниве. Знаете ли каде ќе бидете се вклучени? Веројатно нема само овде да работите. Па првично бевме најавени, прво бевме координирани со Тирана, значи добивме информација по пат навака во движење дека во Тирана е сега за сега моментално безбедно и не пратија да се упатиме директно, да не застануваме во Тирана, него да дојдеме директно овде во Драч. Пораките кои ги добивме беше да се упатиме овде на местото плаж.
по самото влегување во самата оваа локација или населба, како да ја кажеме, плаж се гледа дека урнатините почнуваат уште од почетокот, од самиот почеток на населбата и дојдовме до овој место кај што овде има најверојатно информација дека има преживеани што се доле под урнатините или па веќе починати кои што треба да се извадат. Затоа гледам има малку поголема екипа од спасувачки екипи, така да чекаме сега координации, може ќе се упатиме на друго место, но сепак тука сме колку што ќе биде потребно и колку што ќе им требаме на... Тоа ќе зависи од албанските власти. Да, тоа ќе зависи од албанските власти и од властите од локално население, од Драч или од локална самоуправа колку ќе им требаме. Зуновски, ви благодарам и ви посакувам успешна работа овде на терен. Тино, денеска порака до жителите на Албанија и всушност пораки за смирување. Упатија и председателот Илир Мета и премиерот Еди Рама. Ги имаме нивните обраќања до јавноста да ги слушнеме. Многу драматична ситуација. Се прават напори да се излечат луѓето од подурнатините. Посакувам да нема многу жртви. Само што го посетив седиштето за итни случаи во Драч и видов многу семејства кои веќе не можат да бидат во своите домови. Последиците од земјотресот во Драч се драматични и бараат вонредна организација. Им благодарам на институциите за нивната работа и апелирам до сите предприемачи и граѓани кои можат да помогнат да им помогнат на илјадниците семејства за да го надминат овој момент. Dashur miq, përspari së bashku me të gjithë ju, marr pjesë në dhimbjen e thellë të familjeve që lotoj. Сочувствувам со длабоката болка на семејствата кои плачат за исчезнатите под остатоците од синоќешниот катастрофален земјотрес. Оваа несреќа бара храброст, трпеливост, солидарност и што е можно повеќе смиреност. Заедно ќе се соочиме со оваа несреќа. Оваа голема рана денес ќе не направи утре посилни. Во општина Тетово е прогласена од утре дводневна жалост по повод земјотресот. Воедно почнува собирањето на прилози и помош што ќе биде испратена во Албанија, а тимови со спасување и секаква друга помош е испратена и на државно ниво. Што се е испратено од Македонија за Албанија? Да, Тино, освен лицата од противпожарната заштита кои што се веќе пристигнати овде на теренот во Албанија и државата најави дека ќе достави помош за соседите во Тирана и деталите за сето она што ќе го испрати Македонија како помош овде во Албанија ги слушаме од прилогот на колегата Даниел Василев. Техничка и финансиска помош, како и човечки ресурси од Македонија пристигнуваат во Драч и останатите подрачја кои беа погодени од силниот земјотрес изутрината. Владата испрати тимови за спасување составени од 30 стручни лица кои ќе учествуваат во акциите за спасување, а ќе издвои 6 милиони денари како првична финансиска поддршка за санирање на последиците. Премиерот Заев информираше дека уште рано изутрината донесени се сите одлуки за асистенција на соседна Албанија. Тука е вклучена дирекцијата за заштита и спасување, на координацијата во комуникацијата оди преку министрот за надворешни работи, мојот кабинет господин Талевски, и помага амбасадорот на Албанија за да ги согледаме сите потреби кои што се случуваат во моментот за пријателска Албанија. Се нудиме целосно да помогнеме, се што е возможно да се спаси човечки живот, да се врати животот во нормала. И град Скопје испрати своја поддршка за настраданите. Градот Скопје испрати две екипи. Едната екипа е составена од 4 пожарникари, а втората екипа е составена од двојца луѓе кои што ќе вршат снимање на лице место со термален дрон и термални камери со цел да по основ на тие снимања може да се открие евентуално преживеани во рушевините. Ќе биде испратено и беспилотно летало кое ќе врши мапирање на штетите, а утре Советот на градот ќе одлучува за доделување финансиска помош. Парична помош понудија и други општини од земјава. Црвениот крст на Македонија од своите резерви ќе додели првична парична и материјална помош од 30.000 евра, а понудени се и тимови за одговор при катастрофи.
Црвениот крст ја следи состојбата на терен и е во постојан контакт со Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина, Албанскиот Црвен крст и владините институции со цел утврдување на приоритетните потреби на терен и организирање на хуманитарен одговор. Црвениот крст донесе одлука од сопствени резерви да додели првична парична помош во висина од 10.000 евра наменета за жртвите од земјотресот, како и материјална хуманитарна помош во вкупна вредност од 20.000 евра, се вели во дописот. Отворени се и броеви за донации, како и жиросметката на Фондот за солидарност, каде заинтересираните граѓани може да уплатат парични средства. Телеграми со сочувство до своите колеги албанскиот народ испратија председателот Пендаровски, спикерот Џафери, премиерот Заев, министри, како и опозицијскиот лидер Мицкоски. Во телеграмите понудија помош од секаков вид за настраданите. Даниел Василев, Сител телевизија. Иван, силен земјотрес во Босна и Херцеговина, катастрофален во Албанија и двата се проследени со афтершокови. Како може од сеизмолошки аспект да се објаснува? Тино, јасно е дека е катастрофален земјотресот кој што утринава ја погоди Албанија. Се тресе тлото во земјата се уште, меѓутоа како што кажуваш и ти според информациите од регионот, потреси има и во останатите земји во овој балкански регион. Надежите овде во Драч не се губат. Предпоставувам од камерата на Сител може да забележите дека овој булевар е исполнет со луѓе кои што очекуваат една позитивна вест, дека лицата од спасувачките екипи кои што работат во овој хотел ќе успеат да ги пронедат оние кои што како преживеани се наоѓаат овде под рушевините на хотелот во туристичкиот дел на градот Драш. Ова е населбата Плаш во близина на градот Драч, а токму во овој хотел за сите оние кои што се вклучија подоцна во овие вести се предпоставува дека има затрупано повеќе лица. Според информациите кои што ги добив од спасувачките екипи, тие успеале да добијат потврден одговор од дел од нив и поради тоа се уште е активна потрагата по преживеани. Она што е жално е што науката сепак не можеше да помогне и утринава да ги предупреди и жителите на Драч и на Тирана и на сите оние погодени места за да се намали бројот на жртвите. Меѓутоа, што точно се случуваше во Албанија, ќе слушнеме од изјавата на раководителот на сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. И нивните апарати го забележа и регистрира силниот земјотрес, секако го почувствува и жителите на Скопје, но и поголемиот дел од Македонија. Студијата започна синојка околу 20 часот. Пред главниот земјотрес имаше еден форшок со магнитуда 4,4 според Рихтеровата скала, а непосредно после силниот земјотрес имаше два земјотреси со магнитуда над 5, 3-4 со магнитуда 4, меѓу 4 и 5 и утрина уште во 7 и 8 минути имаше уште еден земјотрес со јачина од 5,4 според Рихтеровата скала. Додека покрај овие најсилни земјотреси имаше уште многу земјотреси со магнитуда меѓу 3 и 4, а за послабите земјотреси со магнитуда помала од 3, значи можеби зборуваме за илјадници. Зошто има земјотреси, сега да кажем, на територијата на Република Македонија, бидејќи припаѓа на Балканскиот полуостров, кој што е дел од Алпско-Хималајскиот ороген појас, поради движењето на главните тектонски плочи, африканската и евроазиската плоча и малата арабиска плоча, поради нивното меѓусебно движење се случуваат овие земјотреси на територијата на, да кажеме, Медитеранот и територијата на Македонија, каде што имаме честа појава на слаби земјотреси, умерена појава на умерени земјотреси со магнитуда некаде меѓу 4 и 5 и ретка појава на силни земјотреси со поголема магнитуда од 6. Единствено што науката може да каже дека во одредено подрачје постои одредена веројатност да се случи земјотрес со одредена јачина. Како пример за скопскиот земјотрес сум за скопското епицентрално подрачје да кажам дека е 500 години повратен период да се случи земјотрес со јачина околу 6. Меѓутоа, тоа не значи дека земјотресот имавме, нели, 63-та земјотрес во Скопје, дека сега треба да чекаме 500 години, туку може во било кој период од тие 500 години да се случи земјотресот доколку се исполнати тектонските услови во земјата. Пред се не треба да се паничи,
бидејќи паниката ги предизвикува жртвите, како што слушнавте, една од жртвите во Албанија бидејќи рипнала од балкон и на лице место загинало лицето. Значи не треба да се паничи, што се однесува до овој случај. Епицентрите на земјотресите се 170 километри југозападно од Скопје, така да предалеку за да може во Скопје или во западниот дел од Македонија да има некакви оштетувања. Значи без паника и доколку се осети земјотресот треба да се напушти објектот, значи никако трчање по скали или пак користење на лифт. Едно е сигурно, тоа е дека и оваа ноќ ќе биде работна за спасувачките екипи, меѓутоа надежите на сите се дека ќе запрат барем оние силни автершокови по големиот катастрофален земјотрес од 6,4 степени по Рихтер, кој што утринава ја погоди Албанија. Со сигурност продолжува спасувачката акција овде во хотелот во населбата Плаж во близина на Драч, а продолжуваат со работа спасувачките екипи и во градот Драч и во Тирана и во Тумане, секаде каде што предизвика штети земјотресот кој што утринава ја погоди Албанија. Според последните информации, како што кажав, бројот на жртвите се искачи на 19, меѓутоа над 600 лица се повредени, полни се болниците и овде во Драч и во Тирана и насекаде во Албанија, посебно оделенијата за травматологија. Лекарите прават се и спасувачките екипи, секако екипата на Сител останува на терен. Тино многу повеќе информации најавувам во наредното вклучување. Така, Иван, минатото не може да се врати, да се надеваме дека барем ќе имаат жителите на Драч и останатите градови мирна ноќ и дека ќе пронедат што повеќе преживеани од подурнатините. Иван Кузмановски во живо и во ова издание на Дневникот од Драч.